Назад во студиото, како што најавив и предходно, со мене веќе е професорката Солза Грчева, лидер на партијата Глас за Македонија. Добро утро. Добро утро. Ние не водиме принцип на дебати, туку решивме утрински брифинг да отстапиме неколку минути поединечно за представување и на помалите политички субјекти кои ќе се тркаат на овие избори. Првото прашање сакам да ви го поставам, кое од целокупната ваша програма, што е она најударно за кое што граѓаните би се одлучиле да го дадат гласот за вашата партија, а е поинакво од понудата на останатите политички партии? Значи, Глас за Македонија на овие избори настапува под слоганот Силата кај народот. Зошто? Бидејќи кај нас хронично, веќе 30 години, народот е третиран како обичен гласач, а потоа се заборава на него. Ветувањата најчесто не се исполнуваат или се извитоперуваат, така да тој е оставен без право да одлучува, без право да контролира. Веќе не се негови ни јавните институции, а да не зборувам за парите негови, врз кои нема контрола и му се одлеваат. Глас за Македонија е првата и единствена антикорупцијска партија кај нас. Досега никој не се зафатил здраво да се справува со оваа рак-рана на нашиот систем. Да не заборавиме дека и уставното име беше буквално трампено, предадено, продадено поради уценети и корумпирани политичари. И сметаме дека со тоа се направи огромна штета што не е непоправлива. Меѓутоа, осиромашувањето хронично на луѓето ќе треба голем напор за да се измени целата ситуација. Ние сме спремни за да ја оствариме таа цел, да направиме длабоки промени, не козметички промени, туку длабоки промени во политичкиот систем. Треба да конечно станеме функционална демократија, бидејќи демократија тоа и значи владење на народот, кој што кај нас е изоставан нон-стоп. Каде ги гледаме тие два извора на корупција? Пред се во законите. Јас сум била пратеник, сум ги читала сите закони поред, илјадници поминаа, нели ние сме хиперпродуктивно собрание, каде што половината од законите одат по скратена постапка, верувате дека ние имаме озаконета корупција. Така се градени законите да луѓето кои што крадат, функционерите, они од висок профил, се покриени со закони. Погледнете го законот за градење, погледнете го законот за јавни предпријатија, за урбанистички планови, законот за формирање на фондот за иновации, кој што беше грубо распродаден и разграбен во минативе години и така натаму. Значи, изборниот законник, тоа е се озаконета корупција. Во тој смисол ќе направиме ревизија на сите тие закони, но ќе воведеме и закони кои што ги не постојат и намерно не постојат, као што е закон за потекло на имот. Замислете, ви имате закон за перење на пари, како ќе ги следиме тоа перење на пари, која не знаеме од кај потекнуваат. Понатаму имаме исклучително лабав закон за конфликтни интереси. Тој ќе го стегнеме, да точно знаеме што е конфликтни интереси. Низ тој закон, како низ решето, се протуваат разни аномалии. Понатаму закон за лекс специјалис за конфискување на нелегално стекнатиот имот. Понатаму ќе отвориме еден болен процес, како што е криминалната приватизација и денационализација. Тие жртви на тие процеси мора да бидат на некој начин обештетени. Нема повеќе да има застарување на ниту едно криминално дело. По примерот на Англија, no criminal offense. Нема да има застарување на ниту едно кривично дело, бидејќи сега што се случува? Некој ќе поседи 2 години надвор и ќе се врати назад исчистен како да не е направил никаков криминал. Верувате дека истото ќе се случи и со екс-премиерот? Да, апсолутно. Апсолутно, па видете, тоа е цело една драмолетка, која што знаевме, јас знаев, и затоа се спротиставив на изборот единствена на Катица Јанева. Веќе шаредните шетаа по улица поддршка и дава на Катица Јанева, но Катица Јанева јасна беше во собранието, кога ги стави рацете на појас и рече дека зад неа стои Никола Груевски. Мене ми беше јасно.
Целиот процес во Пржино ми беше сосема јасно. Добро, на граѓаните не им беше За јасно. жал не ги Никој не тие очекуваше вакво црно сценарио за пат на меѓутоа требаше да знаат дека некој кој победил со 200.000 разлика гласови в 2014 нема да го седнете туку така на разговор без да му ветите одредени отстапки. Втора работа. Изворот на корупција најголем е во јавните предпријатија, министерства, администрацијата. Се додека не имаме партиски директори, тоа се извори на корупција, на вработувања диви, по 400-500 луѓе вработувања. Тоа е место каде што се местат тендери и така натаму. Така се само репродуцираат и им расте моќ на најголемите партии. Далеко од за тоа претпоставуваме професионализација. Апсолутно, знаете, институцијата ќе си одбира свој човек кој што растал низ таа институција на јавен конкурс на увид на јавноста да бидат сите документи. Понатаму секој тендер јавен, но со целата тендерска документација, а не да ни кажуваат овој доби на крај. Значи, сите тие процеси треба да се отворат. Јавните институции треба да му служат на јавниот интерес, а не на партискиот интерес. Да престанеме да ги тргнеме канџите од партиите. Тоа е фалинка на еден единствен закон. Законот за јавни предпријатија. Значи, во него треба итна корекција да се направи, бидејќи повторно преку тој закон имаме озаконета корупција. Јас сум гледала такви списоци во собрание, каде што коалицијата на власт си ги дели како карти во табланет. Ти ке земеш шуми, ја ке земам пошти, ти ке земеш катастер, јас ке земам, не знам, УЈП. Тоа мора да престане. Замислете во сериозна демократија, доаѓа некој на власт и да почне да менува директори на градинки, на болници, на катастри. Па пазете, еден директор на болница во Германија е поголемо име од самиот канцелар. Како тој смее да биде променет? Мислам, се научивме да живееме во ненормален амбиент. Во ненормален амбиент и Глас за Македонија тоа подитно мора да го промени. Трета работа, зашто се нарекуваме силата кај народот. Мислиме да го наоружаме народот со алатки на непосредна демократија, по примерот на Швајцарија и други развиени земји. Народот на задолжителен референдум ќе одлучува за секоја промена во уставот, не собранието. Не она гласачка машинерија. Кога го споменавте референдумот, би сакала да ве прекинам тука, бидејќи на претходниот референдум, оној за промена на името и влез во ЕУ и НАТО, вие повикувавте на бојкот, а сега го изнесувате референдумот како нешто на кое што ќе треба да се подпреме во иднина, тоа е истиот тој демократски инструмент. Така е. И секојаш сум за такви демократски инструменти. Тогаш зашто бојкотот? Тогаш бојкотот, бидејќи имаме лажен избирачки список, каде што секој може, ако излезете, може да ви биде гласот злоупотребен. Тоа се случува со децени. А доколку не излезете, бидејќи еве ќе ве потсетам на делот шпекулациите за изборни малверзации од претходните изборни циклуси, исто така шпекулациите се дека се искористуваат гласовите на константните негласачи. Видете, да, тоа е точно, се искористуваат и баш затоа сакавме да постигнеме и ја постигнавме целта да се види колку народ не сака промена. Но тоа може да го каже со заокружување, не? Не, тоа ќе се изманипулираше, затоа Заев велеше само излезете. Затоа Меркел доаѓаше, ама само излезете, ја подготвуваа стапицата за народот. Вака кристално јасно се виде дека 63-64% од народот не сака промена. Значи, плюс тој референдум беше против уставен, да ве потсетам. Малку ми е чудно, затоа што во една ситуација вие истиот демократски инструмент прифатлив, во друг не. Прво не е истиот. Зборувам за задолжителен референдум. При промена на устав, задолжителен, што значи задолжително се почитуваат резултатите. А овој беше манипулативен и конечно неуставен. Според член 121-122 од уставот, а многу добро ги знам и законите уставот, тој мораше да биде дефиниран како задолжителен референдум. Сега ве прашувам, и оле писмен човек излегува ли на неуставен референдум? Значи, тоа беше една манипулација. Прво Заев рече во собрание, ќе ги почитуваме резултатите, за потоа да направи консултативен референдум. За тие прашања, членовите 121 и 122
не дозволуваат за приклучување во сојузи, како што беше НАТО и Европска унија, не дозволуваат незадолжителен референдум. Тој мораше да биде задолжителен. Затоа не го споредувајте. Тој беше против уставен референдум. Според тоа народот, оној кој што беше писмен и знаеше за што станува збор, не излезе. Јас ова што ви го зборувам сега е друг инструмент. Значи, задолжително народот може да менува устав, не собранието. Задолжително народот на референдум може импичмент на владата да бара. Значи, бидејќи не се случило кај нас, кога се случило? Импичмент на министар не поминал кај нас. Ние не сме високо развиена демократска средина, каде што, да речеме, во Америка и републиканците гласаат против решенијата на Трамп. Кој кај нас гласал против својата опција, ве молам? Па тоа се talking heads таму. Таму им треба само да знаат зелено, жолто и црвено да разликуваат. Кога сме кај темата Преспански договор, бидејќи вие сте отворено против Преспанскиот договор, би сакала да ве прашам пред се која е алтернативата, а второ нешто што го прочитав синоќа во вашата програма, велите: ветувам битка за запишување на државата Република Македонија во Обединетите нации. Како? Па тоа е, како да ви кажам. Како, ве прашам, во актуелната ситуација кога целата Европска унија, целиот меѓународен фактор го застана зад овој Преспански договор? А што добивме ние како гаранција во тој Преспански договор? Имаше ли писмен да го прочита тој Преспански договор? Имавме некакви гаранции за напредување во Европска унија? Не. Пазете. Добро, во НАТО влеговме инстант. И што ако влеговме инстант? НАТО сега постои, тоа е времена организација со своји интереси и цели. И за Европската унија го мислите истото? Чекајте да довршам, како што беше Варшавскиот воен договор, јас сум постара од вас, тој ни трага нема од него. Ја не знам толку луда држава да се ги смени идентитетските атрибути за да влезе во Варшавски или во НАТО. Значи, тоа бришете го. Тоа ние му требавме на НАТО, а не обратно. Европската унија, нашиот пат кон Европската унија го гледате на што личи, па и сега има нови соопштенија. Од кога ја донесла новата методологија на Макрон, но тоа си беше консензус, криен консензус на Европската унија, нашиот пат ќе биде многу трновит и многу спор. На тој пат ќе не чекаат многу уцени. Еве, од Бугарија си испорачуваат уцените, не ги гледате. Не постои нација, не постои македонски јазик. Тој договор, како да ви кажам, донесен на неуставен начин со кршење на устав, со кршење на меѓународното право, со кршење на Виенската конвенција, овде со давање на селективна амнестија, со злоупотребен неуставен референдум. Тој е ништовен сам по себе. Значи, немојте да се плашите од раскинување на тој договор, ниту јас, ниту вие ќе изгубиме нешто. Никој не се плашат од раскинување, сите се плашат од изолација. Не, па ние сме изолирана држава. Ние сами се изолиравме. Токму затоа, ние сами се изолиравме. И дел од граѓаните застанаа за тој договор, за да заврши изолацијата. Тоа беше манипулација, тешка манипулација, за да ги оствариме целите на НАТО. Значи, ние не успеавме 30 години да направиме национална стратегија. Кои ни се нашите црвени линии, до кај може да одиме, кај не може да одиме. И овие сега, кога грците го губеа процесот, го губеа и пишуваа за тоа, 138 земји не призна, овие на брзина, како на летна распродажба, дадоа се. Ја тргнаа преамбулата Астомска од Уставот, манифестот го тргнаа, каде што е единствено место каде што пишува дека сме македонци со македонски дека сме македонски државотворен народ. Ние придавката македонски веќе не смееме да употребуваме. Лага е дека ние нешто добиваме со тој договор, бидејќи внатре немаме апсолутно никакви гаранции. Придавката македонски смееме да употребуваме. Не смее. Го прочитавме и ние Преспанскиот договор. Може дома да употребувате, како што се јазикот и идентитетот не се загарантирани. Нема да употреби зборот Северна Македонија. Само накратко, алтернативата која е? Па да преминеме на друга тема. Каква алтернатива ви треба? Алтернатива ви треба да изградите силна, поштена, национална економија, да не оправдате својот народ. Сметате дека нема да бидеме изолирани повеќе од што сме сега, напротив. Зарем мислите дека една Германија ќе ги прекине трговските врски со Македонија или Франција или било кој? Не, ама влезот во ЕУ ќе ни остане запечатен.
Не е точно. Не е точно, тоа е лузарска Тогаш политика. како да се справиме Тоа е со лузарска грчкото политика. вето? Тогаш како, зашто не можевме да се справиме со грчкото? Ве молам, па не може да се справат полуписмени политичари кои што плюс беа корумпирани. Јас ви гарантирам, тој процес ние требаше да го извадиме во своја полза, а не да распродадеме се живо. При тоа немајки никакви гаранции за нашиот европски пат. Ние немаме гаранции. Ние не напредуваме кон Европа. Лага е дека ние напредуваме кон Европа. Нема алтернатива. Преспанскиот договор мора да биде трнат, а алтернативата ќе си дојде оној момент кога ние ќе станеме некорумпирана, силна, нормална, со правосуден систем, изграден држава. Таква држава секој ќе ја сака да ја има кај себе. Ваква као труло јаболко изјадено однатре, може да се продаде за ефтини пари само на Битпасар. Тој го направи. И Мицотакис зборуваше вака за преспанскиот договор, па кога дојде на власт во Грција, видовме дека и не се промени многу. Вие ако гледате според Мицотакис, таква една убава глума направија грците, бидејќи имаат умни политичари што знаат за себе да се ценкаат, а не да распродаваат. Тие глумеа дека нема да го признат. Сите членови во тој договор одат во полза на Грција. Кажете ми што е реципрочно од страна на Грција. Има ли некој реципроцитет? Сите договори, вклучително и бугарскиот, се асиметрични договори. Сите се на штета на Македонија. Сите. Професорке, да преминеме на друга тема од вашата програма. Како што споменав вчера, ја прочитав. Цела има делови во ветувањата кои... Не знам цела дали сте ја прочитале, да не сте ги прочитале само акцентите, кои што се 23-4 страни. Да. Да, тие бидејќи 24 страни, 240 во делови наликува малку утописки во ветувањата, во она што е амбиција се да се изгради во земјава. Па еве тука би спомнала брза железница, карго авион за Карго аеродром за Да, тој не е ништо апсолутно. Мислам кога ние после 30 Сакам години да прашам дали се реални овие. Ако прочита обичниот гласач на вашата веб страна, сите овие дали може да смета на тоа дека сте подготвени. Вадите од контекст. Ги вадите само овие работи кои што мислите дека на прв поглед се нереални. Но, она што ни е ударно нам, два автопата се таму спомнати кои што мора да се изградат, оној кон Битола, бидејќи се гине на Пелистер, на Плетвар, мене мечка ми излезе пред некое време. Да, тоа е еден од најопасните. Еден од најопасните. Второ, како ќе бидеме врзани со Бугарија, Девебајр преку оние дупки во клисурата, тој дел исто мора да се изгради. Но Македонија, по примерот на Словенија, прво треба да изгради убави регионални патишти и пат до секое село. Имаме село од 13 век, и без водовод, и без струја имаме. Значи, прво да ја скоцкаме државата, да може да подигнеме на национална економија, која што не може без здраво село да постои. Значи, тоа не е приоритетот. Да, би сакале да направиме, и тоа не е невозможна работа, една траса брза железница за луѓето кои што патуваат и циркулираат. Нон-стоп, пазете, сега со оној воз од Битола, 5-6 сати ви треба да стигнете во Скопје. Ке одите пешки поарно. Значи, една таква железница ни е потребна. Немаме мегаломански проекти од типот ки имаме 960 километри као во Франција таква железница, но таа ни е потребна. Една таква железница ни е потребна за да утре фатиме приклучок точно кон северните краишта, за да имаме со што да се приклучиме. Нашата програма е многу реална, заснована е на многу знаење. Но ќе повторам, клучниот момент. Нашата партија не е од оние кои што сакат да дадат готови решенија за се. Нити сме најумни, нити сме најбројни во државата, туку партија сериозна прави рамка за да овозможи сите специјалисти, експерти од својата област да си ги завземат своите позиции. Дека тоа не се случува хронично кај нас, во партиите чепкат кој за што е способен, другите ги игнорираат. Доказ е овој здравствен систем кој што сега буквално се распадна при нападот на коронавирус. Значи, ние мораме најспособните да ги вадиме на површина и да им даваме позиции,
да си ги завзема за служба, без разлика на партиска книжка. Имал, немал, не е важно. Ако е способен, да речеме вирусолог, то воопшто не ме интересира на која партија е, дали воопшто припаѓа на партија. Колку ги имаме такви 5 во државата? Колку имаме добри сообраќајни инженери? 3. Па сите 3 ќе бидат ставени во функција. Значи, еднаш мораме да се оттрнеме од незиното величество партија. Ако се сеќавате и Прибе, која доаѓаше во неколку инстанци во Македонија, доаѓаше и одржа едно одлично предавање и во Ману, рече, тоа е клучната генеричка реформа, без тоа, не Европа, не интергалактичка унија нека ве прими, вие нема да се мрднете од точка 0. Значи, исчистете ги институциите од партиите. Тие треба јавен интерес да исполнуваат, а не партиски. Тоа ќе го направиме. Нема да гледаме кој е кај нас најдобриот доктор, тој ќе биде министер за здравство. Не. Ќе дадеме шанса на сите кои што се најдобри. Ова држава е многу мала. Нема човечки капитал голем за расфрлање. Најдобрите луѓе на клучите позиции без никаков комплекс. Би сакала да ве прашам и која е вашата главна економска понуда за парите кај граѓаните, но и за зголемување на државната каса. Да, апсолутно. Знаете, прво ние треба сега да се справиме и со кризава. Сега веќе сме и во друга димензија влезени со кризава. Да не заборавиме дека она што беа проекции како до пред 5-6 месеци, веќе не се истите со антикризните мерки. Имавме еден модел и имаме еден модел каде што треба да се покаже некоја солидарност. Оние кои што заработуваат најмногу, ќе треба да вложат најмногу во државната каса, бидејќи мали и средни предпријатија не смееме во тој обем да пропаѓаат, бидејќи 90% од нашата економија се базира на мали и средни, дури и на микро предпријатија, на семејни фирми. На семејните фирми мора да им се помогне преку правна сигурност што ја немаат, преку елиминирање на рекет, преку измислени фирмарини, преку зголемување на нивната ликвидност. Пазете сега што се случува. Ако некој приватен субјект должи на приватен и закасни после 15 дена не ја плати фактурата, плаќа казна. И тоа добра казна од некој 5000 евра. Ако јавно предпријатие должи на приватен субјект, може да го зафркава со години. Тоа не сме да се случи таква подвоеност во тој систем. Понатаму, оние кои што заработуваат над 5 милиони евра во годината, имаме куп такви фирми, тие ќе си плаќаат 25% од данокот на добивка. Значи, ќе има градуелна поставеност на данокот на добивка во зависност од заработката на фирмата, од добивката на фирмата, зависно од добивката на фирмата. Оние кои што работат под регулатива, кои што се телеком, кои што се топлификација и така натаму, кои што зависат од регулирање на пазарот, тие до 50% ќе плаќаат, бидејќи имаат астрономски добивки. Зборувам во еден кризен период, кога треба да се надмине оваа криза. И во истата криза тоа беа првите кои се побунија и побараа помош. Знам. Замислете Уставен суд што се прогласува за ненадлежен за многу важни работи, се прогласи надлежен дека не смее да им се скинат на функционерите платите. Ние станавме Монти Пајтон држава. Монти Пајтон држава. Значи, мораме да обезбедиме живот, да одредиме прво, кој што сме одредиле, клучни сектори кои што ни се важни. Ние имаме какво такво земјоделие и сточарство, но немаме преработувачка индустрија. Ние се уште продаваме живи компири и зелки за без пари. Значи, не сме способни да направиме производ кој што се продава. Грција продава од наши полжави, што ги собираат во Струмичко и Кевгелиско, прескапи конзерви со полжави ги извезува за Франција. Ве молам. Ние ги имаме истите жили на термални води во Македонија како Бугарија. Бугарија е веќе прочуена спа дестинација. Ние не сме во состојба на Кежовица во Штип да ја рехабилитираме, да направиме еден центар каде што ќе се вработуваат и физиотерапевти, има таму медицински факултет и така натаму и така натаму. Битен ни е регионалниот развој, да се она што е регионална предност, ресурс,
да биде искористено до максимум и да се подигне таа национална економија. Бидејќи времето ни тече, само уште две прашања до крај. Би сакала да ве прашам дали е можеби возможна некаква коалиција постизборна, во моментов Глас за Македонија настапува самостојно. Самостојно. Многу не е тешко да размислуваме за коалиции. Знаете, уште пред избориве ни пристапува разни партии, поготово третиот блок, за да коалицираме. Многу тешко ни се склопуваат идеологиите. Мислам дека ние имаме една сосема јасна и прецизна визија. Прво, пазете, ние сме поставени помеѓу левиот и десниот блок, сме партија во центарот со своја филозофија. Сметаме дека и крајната левица и крајната десница, 20 век во Европа, го покажа тоа дека се исклучително штетни. Дека запали Европа тие два пола, тие два екстрема. Ние се движиме во центарот, тоа си е своја филозофија, значи таа не е меланж, не е спој на две филозофии, лева и десна. Туку има простор да оди за некои работи понадесно, поналево, меѓутоа во центарот е борба против корупција, слободен пазар, буст на малите и средни предпријатија и одлично образование, за кое што навистина имаме големи експерти кај нас. Може би најголеми од сите партии. Повеќе сигурно и од СДС и од ВМРО заедно. Бидејќи знам, јас го водев ресорот образование во СДС, со каква публика располага. Значи, тоа се нашите концепти. Нашето идно коалицирање ќе биде многу строго со поставени услови. Не дека си придавам значење. Апсолутно не. Нека имаме и 5, 6, 10 пратеници и тоа би било топ, супер би било. Но, без да се остварат овие основни наши постулати, ја не гледам причина да коалицираме и тогаш ќе си останеме во опозиција, не мора да бидеме на власт. Професорке Грчева, за заокружување на овој разговор, ќе мора да ви го поставам прашањето што за мене лично, па и за мојата фела, е искрено загрижувачко. Во вашата програма, во делот за медиуми, се пишува воведување државна легитимација како мерка за враќање на професионалноста. За новинарската фела ова е загрижувачки, затоа што ваков сличен предлог дојде во времето на ВМРО ДПМНЕ, кога тие беа на власт и можам да кажам дека кај нас во фелата постоеше навистина голема загриженост, но и голема борба против таквата идеја. Воведување државна легитимација за новинари, тоа би значело дека државата, во конкретниот случај партијата на власт, си прави подобни и селекција на подобни и неподобни новинари. Ние сега имаме подобни и неподобни. Но државна легитимација е многу скандалозна. Видете, тоа се мисли по Кој ќе ја примерот дава на, таа државна видете, легитимација? Развиените земји, значи го имаат тоа, не знам колку сте известени, тоа го имаат. Вие можете да бидете само лиценциран новинар. Не можете како кај нас во порталите, каде што Саше Политиков ве пцуе. Апсолутно ќе се согласам тука, но за тоа постојат објасните се дека не е тоа Совет така. за етика, постојат институции не знам колку наши функционира. Не знам само... колку функционираат тие. Еве, добро ме предупредивте. Затоа и велиме, ќе ги градиме решенијата со граѓаните, со еслафите. Ако видиме дека тоа не е пракса во развиените земји, нема да го применуваме, но не е само да развиените земји, нема да дозволиме во нашата конотација државна. Но нема да во држава како дозволиме Македонија ова е опасно. Полуписмени шпекуланти кои што се дограбиле до некој финансиски извор, сите, не верувам дека е голем, да пишуваат Солза е спотер на Заев. Солза мислам, не сакам да цитирам, многу гнасни работи се пишувале. Се согласиме сите дека е страшна намера да тужам некого, до сега требаше да тужам еден куп луѓе. Не сакам да ги тужам. Еве, Тричковски беше тужен од други, јас не го тужев, иако барем 5 пати ме смести во ковчег. Барем 5 пати ме смести. Сега знаете, тие што сместуваат во ковчег, не треба да имаат такви лиценци. Бидејќи треба да одговарат за оно што е напишано. Се бориме ние против тие појави, верувајте, внатре во фелата, но сосема за крај ќе се откажете ли од оваа идеја во ведување
државни Ќе разговараме лицензии за со новинари. новинарскиот ЕСНАВ, ќе направиме отворена дебата, ќе ги размениме искуствата од развиени демократии, зборувам, нема зборувам за Африка, и ќе дојдеме заедно до став. Кој што реков, ние сме отворени за професија. Ако професијата, голем дел од професијата каже, не, ова е патот, не е ова патот, преку државни лицензи, во тој случај нема зашто тоа да не го промениме. Значи, силата ке народот. Народот ги дава решенијата, ЕСНАФите ги даваат решенијата. Професор, Не сме најпаметни од сите, кој што реков. И во повикот мој, да заокружа 6, јасно им кажуваме, дојдете заедно да ги градиме решенијата. Ова е тоа што ние сме го мислеле, но сме отворени за разни идеи. Професор, ке благодарам за ова денешно гостување. Се надевам дека добивте малку повеќе простор од оние дебатни емисии за, секогаш е промоција поубаво. на вашата програма. Благодарам Ви уште еднаш што благодарам и бевте вам дел од на утрински поканата. брифинг.